Вчера практично од целиот ден траја состаноците во седиштето на ВМРО ДПМН кога се очекуваше да биде донесена конечната одлука за референдумот секој да мисли со своја глава. Најпрво заседаваше потесното раководство, потоа во 16:30 часот беше закажана седница на извршниот комитет, а во 19 часот и на централниот. До последен момент се разменуваа ставови, секуваа стратегии, иако опозицијската партија го имаше цело лето да донесе став, кој патем неколку пати го промовираа на своите настапи преку шифрирани пораки. Јавна тајна е дека меѓу членството, но меѓу носителите на функции во партијата имаше 3 спротивставени струи. Неголемиот дел беа за бојкот, други бараа да се гласа против, но да се излезе, додека најмалобројната беше онаа што инсистираше на поддршка на потпишаното во Преспа. Оставајќи мал простор за изненадување, во настапите превладуваше ставот дека договорот за името со Грција е штетен и капитулантски, за нешто пред полноќ председателот на партијата Христијан Мицковски да излезе на пресконференција со порака дека секој државјанин на Македонија сам треба да одлучи по сопствено убедување, без јасно и прецизно соопштен став. Донесовме одлука секој граѓанин да постапи според сопственото убедување. Секоја индивидуа со сопствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Македонија ни е се. Нема партиите да одлучуваат. За национално прашање ќе одлучи нацијата и на незината одлука сите ние ќе се поклониме и тоа ќе биде тоа. Македонија не е само на Мицковски, не е ниту само на Заев, туку на секој слободомислечки граѓанин. Имате се пред вас. И се е толку видливо и мерливо. И сите аргументи, и сите факти. И јас сум убеден дека знаете што треба да направите. Од друга страна пак основачите на ВМРО ДПМН го поддржуваат референдумот. Во писмо до јавноста, чии потписници се меѓу другите, првиот председател на партијата и поранешен премиер на владата на Република Македонија Љупчо Ѓорѓевски и истакнати партиски членови и функционери. Поранешни министри и пратеници како Гојко Јаковлевски, Димитар Димитров, Марија Јорданова, Љубе Бошковски, Горан Рафајловски, Љупчо Балковски, Ѓулистана Марковска, Ден Дончев и други. Истакнуваа дека се длабоко свесни за историската важност на крстопатот пред кој сме исправени. Учеството и чинот на нашето изјаснување по прашањето дали сте за влез во НАТО и Европската унија со прифаќање на договорот со Грција на предстојниот референдум кој ќе се одржи на 30 септември 2018 година го сметаме за директно и природно продолжение на првиот референдум од 8 септември 1991 година, кога се изјаснивме за независна држава. Со тоа се довршува конечното меѓународно етаблирање на нашата татковина Република Македонија. Против синоќа соопштениот партиски став е и подпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев. Тој не се согласува со одлуката на партијата во однос на референдумот и смета дека ВМРО ДПМН треба да го повика членството да излезе на референдумот на 30 септември и секој сам да одлучи за својот глас за или против. Јанчев вчера не присуствувал на седницата на извршниот комитет на партијата и гласал телефонски. Во изјава за порталот МКД вели дека само тој бил против ставот на партијата граѓани членството сами да одлучат како ќе постапат на 30 септември и смета дека ВМРО ДПМН мора да има прецизен став за бојкот или за излегување на референдумот. Вака топло-ладно не и личело на партијата, вели Јанчев. Инаку вчера, додека се очекуваше ВМРО ДПМН да го соопшти својот став до седиштето на партијата, пристигна порака од кризниот штаб на партиите што се против референдумот, откаде што побара членството и симпатизерите на опозицијата да не излегуваат на гласање.